Бети Стаменковска-Трајковска е родена во 1977 година во Скопје, таа е сопруга и мајка. Магистар по менеджмент на човечки ресурси УТМС Скопје. Пратеничката од ВМРО ДПМН го добила орденот Витез од редот на академски палми од Француската република. Ово одликување го добила заради вложениот труд во промоција на францускиот јазик и култура како професор, пратеник и председател на франкофонската секција во Собрание на Република Македонија. Горде е што може да каже дека припаѓала на оние што градат мостови на соработка помеѓу земјите. Продолжуваме заедно за Македонија, вели Стаменковска-Трајковска. Таа е пратеник и има многу активности во Собранието. Ја добивте довербата од партијата. Зошто мислите дека ја заслужувате и од граѓаните? Довербата се добива од граѓаните со труд, со работа, со вложување, со нешто што имаме ние да го презентираме пред граѓаните дека го имаме сработено. И јас на вистина имам со што да се пофалам за овој мој скоро 5-годишен политички ангажман како пратеник во Македонското собрание е многу активно учество во голем дел од комисиите кои се блиски со моето образование, со моето поле на интерес. Морам овде да издвојам активното работење во Комисијата за финансирање и буџет во Собранието, заради тоа што тоа и не е така моја блиска област, ама тоа беше навистина една област во која што јас посветено многу работев. И нема да заборавам дека пред секој еден период на ребаланс или пак носење на буџетот за Републиката, секогаш ги учев и оние економски термини, анализи. Затоа сметам дека имам простор, или што би рекол нашиот народ, имам образ да побарам од граѓаните доверба за една многу поинаква и една многу попредизвикувачка функција како што е градоначалник на една општина, а посебно градоначалник на општина Кисела Вода. Каква ќе биде вашата кампања? Мојата кампања, како и моето однесување, како и моето лично размислување и како и моите гледања за иднината, мора и неопходно е да бидат позитивни. Зошто? Заради тоа што ние како луѓе и како единки треба да се издвојуваме по одреден пример. Јас сакам мене луѓето да ме знаат, а и голем дел од луѓето што ме познаваат како една позитивна и ведра личност, секако како честна личност, како одговорна личност. Затоа и кампањата треба да биде една рефлексија на нашиот карактер. И сакам да биде така, заради тоа што и во кампањата имам замисли и одредени цели кои сакам да ги постигнам и секогаш сакам да бидам иновативна и малку различна од другите. Целта ми е да си се посветам на иновации, на нешто ново и истото тоа сакам и да го применам во кампањата која што ја имаме за 2025 година за овие локални избори. Таа кампања сакам да изобилува првин со позитивна енергија, но исто така со една примамливост која што на граѓаните верувам дека ќе им го сврти вниманието со цел тие да видат дека да, јас имам честни и искрени намери спрема онаа одговорна позиција и оваа доверба која ја барам од нив да ми ја дадат. Која е првата работа што планирате да ја направите откако ќе станете градоначалничка на општина Кисела Вода? Општина Кисела Вода е општина која што изминативе 4 години многу се разви како општина. Има многу актуелни проекти кои се веќе започнати и истите мора да имаат континуитет. Јас ова често пред граѓаните го коментирам заради тоа што ние треба да продолжуваме да ја градиме општината и треба да се стремиме да бидеме уште подобри од она што досега сме го имале, бидејќи на сите ние тоа целта. Една од првите работи би било да кажам увид во актуелните состојби кои се за да си го земеме континуитетот кој го има актуелниот градоначалник кој многу посветено работи за Кисела Вода
и да продолжиме со она што значи надоградување на истото. Секако еден од приоритетите, а исто така и заеднички приоритет ќе ни биде чистотата во општината и она што значи кисела вода, градот Скопје, многу поздрава животна средина. Мораме да се стремиме да ги градиме работите. На што имате, ако имате, најголема забелешка на досегашната работа на градоначалникот што е моментално актуелен во општина? Орце е многу посветен и навистина ако секоја нормална и законска рамка вели 8 часа, кај него одам на 8 часа и се надминати, и не се само 5 дена во неделата, туку се многу повеќе. И сега јас тоа, за да бидам подобра, ние како тим заедно функционираме, а знам дека тој ќе биде уште повеќе посветен за град Скопје, сега и јас ќе треба да бидам уште повеќе посветена за кисела вода. Но не е проблем тоа. Мене работата не ме плаши. А јас сакам работата, бидејќи кога сме активни во текот на денот, навистина денот убаво и исполнето ни поминува. Јас ја имам поддршката од семејството, тоа ми е многу битно, најбитно. И навистина нема да ми смета тоа што ќе работиме многу посветено. Сакам да оставаме дела, верувајте, позади нас, со кои што моите деца, а и децата што живеат во општина Кисела вода, ќе бидат среќни и задоволни. Кои конкретни мерки ќе ги предложите за младите во општината со цел на нивно задржување? Планираме многу посветено да пристапуваме. Сакаме да отвараме и младински културни центри во кои во истите ќе се посветуваме малци и на едукација, малци и на мотивација, малци и на многу пошироки теми кои што ќе бидат во бенефит за младите. Исто така и стимулот на младите со отварање на младински културен центар со кои тие или помеѓу младите многу познати како хабови, каде ќе можат тие да ги вршат своите активности, да бидат оние тие ги велат фриленсери или сите оние кои што може да си ги вршат работните обврски на некое поинакво место, место каде што ќе разменуваат идеи, место каде што ќе се надоградуваат, ќе имаат квалитетна соработка. Општината да продолжи да им поддава рака за тие да имаат едно чувство на припадност, едно чувство на својна, кое што во туѓина нема да го имаат. Можеби тие во туѓина ќе имаат за степен поголеми финансии. Намерно кажувам за степен, заради тоа што сите ја гледаат само платата во туѓина што ќе ја земат, а никој не ги коментира во глобала, сега да не бидам погрешно сватена, трошоците што младите ги имаат во тие земји каде што одат. Македонија е прекрасна земја, општина Кисела вода е општина на различности, кои има простор да се спојуваат и да градат еден убав мозаик, една убава слика. Сите се жалат од нехигиената во внатрешните делови на општината кои се под ингеренција пак на општината. Дали имате конкретен план и мерки за да создадете почиста средина за живење на граѓаните? Што се однесува до делот до хигиената во општина Кисела вода, мораме да напоменеме овде дека навистина општината, градоначалникот и општинската администрација и сите инволвирани во овој процес мака мачат за да се одржува на територија на Кисела вода хигиената. Зошто? Заради тоа што ние сме сите свесни дека имаме еден градски проблем кој се вика недобро менаџирање на градот Скопје, и со тоа недобро менаџирање, за жал, ние влегуваме во една своевидна криза каде што општината ги покрива просторите кои се ненадлежност нејзина.